Младиот македонски фудбалер Тома Георгиевски од фудбалската академија на New Stars се сели во академијата на Милан. Огромна вест за македонскиот фудбал поради тоа што ова е прв играч по Горан Пандев и Аце Стојков кој што оди директно во еден серија А тим без да има тука некој измеѓу. No pressure. No pressure, Тома. No pressure, то. Да, прекрасна вест. Малку не ми се веруваше на прва кога ја прочитав, ама потоа сватив дека тој има веќе европски пасош, дека е роден во Франција и дека тоа драстично ги зголемило шансите за ваков трансфер. А изненадување дека е повикан да потпише со академија на голем фудбалски европски клуб не е изненадување, значи малиот, по тоа што можев да видам на YouTube хайлайтот, Да. одличен. Има многу градба впечаток. на сениорски фудбалер. Да. Значи има 16 години и огромен. Да. 2007 годишта, ако не спомнавме. Многу талентиран, игра на позиција десетка и Да. веќе има повик за македонската репрезентација под 16. Да. Имам чувство дека ќе има повики за другите генерации во Личи иднина. дека ќе има многу повици. И Овој му, младич. му посакуваме многу среќа бидејќи да, еден ваков фудбалер на позиција десетка не е потребен само во Милан, туку и во репрезентацијата. Кој може да се позиционира таму. Дај Боже. Ај вака, како, пошто ние нели ентузијасти за фудбал сакаме да споредуваме, нели кога ќе видиме некој нов, као и да направиме паралела со некој постоечки веќе познат фудбалер, као, не знам, референтна точка некаква, за тие што не го знаат, Тома, на кој ти наликува? Дани Парехо. Дани Парехо? Да, висок, офанзивен плеймейкер, кој што знае да загради топка, добро го користи телото, има малку по-сериозна градба отколку што бара позицијата. Вака кога го видов, со тие пасчињата со двете нозе дека ги работи Да. оние малите мини покрети на лево на десно, многу ме потсеќа на Дани Парехо. Јас малце, може би ќе претарам според, ама ќе речам Джуд Белингем. Многу е рано за да речеме за мислам, вакви види- споредби, ама висината, колку често го користи телото. Значи една работа која ми се издвојуваше во сите тие снимки ми беше колку имаат идеи, односно колку има идеја и намера во секој негов дриблинг. Колку зрело манипулира со просторот и со Да. противниците. Значи пресметани му се сите. Тоа што успеав да видам, потезите, лажњаците и тие мали лажни движења со тело. Да, ја користи и левата нога, на тоа веројатно ќе поработи малце повеќе, затоа што не му е комфор, ама не се срами да ја користи. Тоа е за поздрав, исто така. Се на се преубав впечаток од снимката, нели? Така. Се надам ќе го гледаме за брзо негде на некој локален терен. Се надевам ќе го гледаме во младинската лига на Или- шампиони. Да. Оваа генерација на Милан ја покривме пред некоја недела, нели, дека младинците се веќе во полуфиналето на младинската лига на шампиони. Се надеваме дека Тома ќе игра за некоја за година, две, па и во финале. Со Што Милан. да не? Тома, ти посакувам многу среќа, се надевам многу на твој сениорски настап за Милан. Би бил прв македонец кој што ќе го облече дресот на Милан, мене би било премногу кејф ако се случи нешто такво. Прв македонец со македонско државенство официјално, Марек Јанкуловски беше играч на Милан, има македонско потекло, ама играше за Чешка, нели? Да. Збориме за наш. Наш, некој што ќе си игра за наша репрезентација.